Учат во училиште изградено уште пред 60 години, а последен пат реновирано пред 20. Седат на клупи кои одамна го отслужиле своето. Се греат на дотраени пампури на дрва, а образованието го стекнуваат од присобрани книги. Ова се условите во кои се образуваат македонските деца од село Долна Горица во Република Албанија на само неколку километри од македонската граница. Но и покрај ова тие се задоволни, скромни се и не се жалаат, туку со огромна љубов и посветеност се трудат да не ги заборават своите корени и своето потекло, како и својот јазик и историјата. Да бидат здружени секогаш, да знаат за нашето минат и за нашата иднина. Уште еднаш многу ви благодарам што сте денес тука меѓу нас, да знаете дека ве чекаме со недели. Чија е ова облека што На баба. Ова облека е. Колку години ја чувала бабата ова облека? Знаеш ли? На 100 години. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам рази да гледам. Дајте ми крилје и ја да си метнам. И в наши страни да си прелетнам. Случајната средба од пред неколку месеци помеѓу прилепската одделенска наставничка, ентузијастката Гордана Стојановска и директорката на деветтолетката од Долна Горица, во која 70% од учениците се македонци, создаде огромна предновогодишна радост за овие ученици, на кои им беа донирани лектири и бројни други нагледни средства од нивните македонски другарчиња. Нацртавме цртежи со учениците, но да не бидат цртежите така, се решивме да ги пренесиме на перничиња. Сите нацртаат цртежи, ама беше невозможно сите цртежи да се пренесат на перничиња, па по случајен избор тие си одворија, 3 цртежи ги пренесовме на перничиња. Тие перничиња, на моје драго задоволство, многу добро се продадоа. Од кога ги продадовме перничињата, па во разговор со нив разбревме дека воопшто не обработуваат лектири, бидејќи немаат лектирни издания. Колешката Гордана собираше една акција направи за собирање на средства, помош, во нагледни средства и помагала онолку колку што можеме да им помогнеме на нашите сонародници, нашите ученици од Долна Горица. Селото Долна Горица, сместено на самиот брег на Преспанското езеро, е само еден од бројните примери каде ги има македонците, кои покрај не баш големата помош од земјата од која потекнуваат и евидентната сиромаштија, сепак успеваат да го зачуваат својот идентитет како македонци, ни појаснија нашите љубезни домаќини.